По основното училиште 11 октомври сензорна соба наскоро ќе добие и училиштето Бајрам Шабани. Председателката на Сдруженијето Инклузива Благица Димитровска информираше дека во рамките на проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран, веќе е одобрено оформувањето на сензорна соба од која корист ќе имаат не само дечињата со попреченост и хиперактивните ученици, туку и образовните асистенти и наставниците. Освен што се подготвува сензорна соба во Бајрам Шабани, се подобруваат условите за пристапност на оваа категорија на ученици и во останатите училишта. Во процес е отворање на пристапни тоалети во училиштето Христијан Тодоровски Карпош, но и вчера веќе е одобрено да се направи сензорна соба во училиштето Бајрам Шабани. Од праксата до сега, каде што веќе имаме оформено сензорна соби, се работи и тоа многу се работи. Не само со дечињата со попреченост, туку и со деца без попреченост, кои се хиперактивни или имаат проблем при задржување на концентрацијата. Таму постојат едукативни форми и алатки, каде што сите дечиња можат да бидат вклучени. Многу голема корист имаат образовните асистенти што од оваа година ги се заедно со дечињата со попреченост во училиштата, секако и специјалните едукатори и рехабилитатори, но и наставниците. Значи, детето го задржува вниманието, но и по излегување од сензорната соба може еден час без проблем да следи наставата што ја следат сите дечиња. Со ваквиот начин на образование и места каде што можат да се релаксираат децата, добиваат сите. И училиштата, и родителите, наставниците и сите оние што се вклучени во образованието за да дадат поддршка, образованието да биде за сите дечиња. Минатата година сензорна соба преку проектот финансиран од Европската Унија беше отворена и во основното училиште Христијан Карпош во селото Драгоманце, како и во повеќе образовни објекти во земјава.